Веднаш после овие два потега на официјална Анкара следува информацијата дека според информациите Иран немал мета практично да го наруши турскиот воздушен простор, туку целта на ракетата била практично грчката страна на Кипар. Сега веќе е добро познато дека дел од европските држави имаат зазедена страна, практично страната на САД во оваа војна. Што се однесува до состојбата во Македонија, домашните експерти предупредуваат дека не постои никаква закана за Македонија, бидејќи ние немаме никакви директни конфликти со Иран. Моментално се наоѓаме пред Министерството за надворешни работи, каде што оттаму доаѓа и последната информација дека нешто над 600 македонски државјани чекаат да бидат евакуирани од критичните региони. Како Министерството планира да ги донесе нашинците дома, да проследиме во прилогот кој што следува. Иран се закани дека би можел да ги гаѓа американските воени бази во Европа во услови на растечки тензии меѓу Техеран и Вашингтон. Израелското МНР денеска објави дека иранските ракети со среден и долг дострел, како Шахаб-3, имаат дострел до 2000 километри. Според картата објавена од Центарот за стратешки студии, покажува дека во зоната на потенцијалната закана се наоѓаат Атина, Софија и Букурешт, како и целиот Западен Балкан. Сепак, војните аналитичари смируваат дека овие податоци се главно теоретски. Тие нагласуваат дека реалната оперативна способност на Иран зависи од прецизноста на наведувањето, силната воздушна одбрана НАТО и тактичките услови на теренот. Тензиите се зголеми откако НАТО неутрализира иранска балистичка ракета насочена кон турскиот воздушен простор. По плана во официјална Анкара го повика иранскиот амбасадор на разговори поради ракетата и упати протестна нота кон Иран. Според последните информации, Турција тврди дека не била целна иранската ракета соборена од системите на НАТО над источниот Медитеран, наведувајќи дека ракетата веројатно била насочена кон грчкиот дел од Кипар. Грците пак денеска испратија и воени бродови за дополнителна заштита на Кипар. Она што го очекувам искрено во конфликтот е дека конфликтот ќе подржи со поголема жештина, особено нападите на НАТО на Израел, на САД и на Израел ќе се зголемат и многу е известно дека е можна и копнена интервенција, бидејќи до смена на режимот тешко дека ќе дојде само преку воена воздухопловна офанзива. Но домашните експерти смируваат дека за Македонија безбедносна закана не постои. Македонија мислам дека нема што стравува во дадениот момент, бидејќи не сме цел на Иран. Вклучувањето на Европа во овој конфликт веќе го најавија неколку држави, што значи дека тоа е веќе нивна официјална политика во поддршка на САД, како дел од коалицијата на војата која што доправа ќе изведува операции и интервенции врз Иран. Стану збор пред се за Германија и за Франција кои што изразија директна поддршка за САД. Нивните потези се нормално на страна на долгогодишната поддршка која што ја давале и партнерството кој што го имаат со САД, верувајќи дека треба да остане тоа зацементирано. Познавачите оценуваат дека најаките удари меѓу САД и Израел против Иран се уште не се зададени и тие допрва ќе следуваат. Во меѓувреме 632 македонски граѓани од Блискиот Исток чекаат да бидат евакуирани. 600 од нив во земјава ќе бидат утре транспортирани со владиниот авион од Египет. Останатите ќе летаат со чартер летови, откако ќе заврши владината постапка за јавната набавка за организација на овој транспорт. За реализација на услугата државата ќе одвои 60 милиони денари. Неколку македонски државјани затекнати во Израел успешно биле извлечени до Шарм ел Шејк, откаде со српски владин лет на Ер Србија синоќа слетале во Белград. Вечерва слета и првата група бугари евакуирани од Дубај. Бомбардирањата низ Техеран продолжуваат. Мети се цели исламската револуционерна гарда. Техеран жестоко одговара. Сирени одекнуваат во Тел Авив, предупредувајќи ги граѓаните за ракети лансирани од Иран. Габриела Лескова, Сител телевизија. Конфликтот очекувано веќе ги изголемува и цените на енергенците. Владата вели дека засега ова не влијае на цените во Македонија, но состојбата се следи и ако има потреба, државата ќе интервенира. Меѓународните анализи покажуваат дека цените уште се стабилни и ако одат, например, впрочем, ако се зголемуваат цените, постои можност за многу краток период да се стабилизираат. Стоиме тука пред сите граѓани и транспарентно ќе донесеме, соодветно ќе действуваме одма ако се произлегува некоја криза од ситуација.
Вработени кои не одале на работа, земале плата, гориво точено во приватни автомобили и исчезнати 30 на компјутери. Ревизорите открија бројни пропусти во работењето на Министерството за односи помеѓу заедниците во времето на Артан Груби. Плата без да се доаѓа на работа, гориво за сопствени возила и исчезнати компјутери. Ова се дел од неправилностите во работата на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците во време кога ресорот го водел Артан Груби. Пропустите ги открива извештајот на Заводот за ревизија која анализирал работата за 2023 година. Според ревизорите, над 60% од вработените во Министерството земале плата без воопшто да работат. За 61% од вработените исплатата на плата се врши без да се обезбеди доказ за присутност на работа и за полно работно време и покрај воспоставената електронска евиденција на работното време за вработените. Сомнителни трошања се утврдени и при одбележување на годишнина од Охридскиот рамковен договор и Денот на албанската азбука. Министерството немало документи за покривање на трошоците за скоро 85.000 евра. Нема податоци за број на гости, ноќевања или ангажирани експерти, па не може да се утврди како се потрошени парите. Според извештајот не се штедело на финансирањето здруженија и фондации. Во една година биле распределени 320.000 евра, но без контрола како се трошеле парите. Од вкупно 33 здруженија и фондации, половината или 17 од нив треба да извршат поврат на средствата во буџетот на државата во износ од 19.000 евра, од причина што не доставиле докази за трошењето на средствата. Неправилности има и кај тендерите. Фирмата што ги сервисирала возилата понудила исклучително ниска цена за работен час од 0,01 денар, ама деловите ги наплаќала неколку пати повисоки од пазарните. Во меѓувреме неконтролирано се точело гориво. Со пари на Министерството се полнеле резервоари, ама не се запишувало чии биле возилата. На име трошоци за нафтени деривати, исплатени се средства во износ од 516.000 денари, без да се врши контрола на регистарските таблици, поради што овозможено е моторни возила кои не се во сопственост на Министерството да полнат гориво. Ревизорите посочуваат и дека за одржување на системот за ладење и греење на објектот биле исплатени 10.000 евра, ама без евиденција какви услуги се извршени. Дополнително од Министерството исчезнале 30 лаптоп компјутери, а се изгубила и трагата на побарувања во вредност од 34.000 евра кои ги земале вработените, но не е јасно по кој основ и дали се вратени. Извештајот на ревизија доаѓа по една недела откако Груби, кој во анализираниот период раководеше со Министерството за политички систем, беше уапсен на граница и во домашен притвор го чека обвинението за злоупотреби во државната лотарија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Вината за трагичниот настан во Карпош СДСМ ја алоцира кај министерот за внатрешни работи. Опозицијата бара оставка од Тушковски, додека ВМРО ДПМН повикува настанот да не се користи за добивање на политички поени. Истражните органи и денеска прибираат докази. Додека обвинителството обезбедува докази, анализира камери и врши вештачења, сопругот на Ивана, која заедно со незината ќерка скокна од балкон, се наоѓа во 48-часовен притвор. Обвинителството го сумничи дека ја навел на самоубиство, физички ја малтретирал и ја загрозил сигурноста. Откако целата македонска јавност се крена на нозе, поради институционални пропусти, пријавување на насилството кое не било спречено, резултираше со смрт на Ивана и незината 6-годишна ќерка, политичките партии најдоа причина за да си ја префрлат вината за оваа трагедија. Итна оставка на министерот за внатрешни работи побара од СДСМ. Иако насилникот е бил познат на полицијата, имал 10 кривични пријави, но и пријави за насилство, МВР ништо не направило за да го спречи. Барат имал истрага со која ќе се утврди одговорност кај сите службени лица кои потврлиле. Институциите биле алармирани, било пријавувано, имале сознанија, имало индиции за ризик и со нивната несоодветна реакција не ги заштитиле жртвите. Потврли Панче Тошковски, потврли МВР.
Од ВМРО-ДПМН бараат опозицијската партија да не собира политички поени од трагедијата. За разлика од порано, велат, виновниците сега имаат имиња и презимиња. Срамно и безобразно е соопштението од страна на СДС во однос на трагедијата која се случи во Скопски Карпош. Истата партија, да потсетиме дека обично кога се во опозиција, трагедиите ги користи стрикно за собирање на политички поени, а не за да покаже емпатија. Случајот со Нешковски, Малата Тамара, Диво населје, Смилковско езеро и многу други се случаи кои СДС пред да дојде на власт со Заев и Филипче ветуваше правда и велеше дека ќе обелодени некаква вистина која била криена по повод овие трагедии. СДС со Заев и Филипче кога дојдоа на власт заборавија на се како да имаат амнезија, соопшти од владеачката партија. Во меѓувреме и денеска полицискиот билтен исполнет со пријави каде супрузи физички ги нападнале своите жени. Во 10 часот утринава на службен разговор во полициската станица во Киселавода бил повикан 39-годишник од Скопје дека синоќа во семејниот дом физички ја нападнал неговата 22-годишна сопруга. Во истата станица денеска службен разговор бил извршен и со друг 49-годишен скопјанец дека на 1 март во домот физички ја малтретирал 40-годишната сопруга. Измените на кривичниот законник за гонење на насилникот по службена должност стапија на сила пред речиси 1 месец. Со нив полицијата може да го гони оној што физички малтретира и без жртвата да го пријави. Министерот Тошковски вчера најави дека ќе испрати телеграма до сите полициски службеници да ги викаат на разговор потенцијалните насилници. Но како ќе тече понатамушната постапка за насилниците со новите измени покрај информативниот разговор, останува да се види. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Влен до крајот на месецот ќе стане политичка партија. Меѓутоа тврди дека се договорени сите детали, меѓу кои дека партијата нема да има само еден лидер. Однос на Алијанса, тоа е внатрешно прашање на Алијанса, но најбитно е што сме при финализирање на проектот Влен, концептот Влен, и многу побитно е тоа како ќе функционира и како ќе биде Влен, бидејќи тоа е иднината, а Алијанса, демократско движење без алтернатива се краткоречно, мислам, веќе се работи за недела 2. После 2 недели, значи, малце ќе биде или воопшто нема да биде важно кој од каде дошол. Бидејќи сите на еден начин, значи, ќе бидеме Влен. Линарното покачување на пензиите не е противуставно, утврдија денеска уставните судии. Пензионерите од месецов добиваат ново покачување од 1000 денари. Линарното покачување на пензиите останува во сила. Уставниот суд ги отфрли сомнежите за неуставност на првата седница која Уставен ја пренесуваше во живо. Пензионерите во септември добија 1000 плюс на своите сметки, а истото треба да го добијат и во март. Во сила останува линарното зголемување на пензиите. Отпадна сомнежот за неуставност на оспорениот закон и судот денеска ја запре постапката, велат од Уставен. Иницијативата на Уставниот суд беше причина за препукување меѓу судот и премиерот Мицкоски, кој лани на седница на пратенички прашања обвини дека пензионерите се обесправени, дека одлуката е донесена и дека пензионерите веќе нема да добиваат линарно зголемување на пензиите. Уставниот суд тогаш експресно одговори дека одлука се уште нема, па дури потоа по сопствена иницијатива оформи предмет за да утврди дали линарното покачување е согласно Уставот. Линарното покачување на пензиите почна со смената на власта како дел од предизборните ветувања. Откако ВМРО-ДПМН го презеде раководењето со владата, пензионерите во 3 наврати добија линеарно покачување од 6000 денари, а со мартовското ќе се заокружи на 7000 денари. Опозицијата обвинуваше дека линеарното зголемување на пензиите е историска измама, бидејќи на тој начин владата на 92% од пензионерите им дало помало зголемување отколку што тие би добиле доколку се следеше законската формула за раст на пензиите. Даниел Василев, Сител телевизија. Последните вести се во 23 часот, до тогаш останете со нашата програма.